Почитувани граѓани, почитувани новинари. Македонија сврти нова, светла страница на еднината, на стабилноста, сигурноста, економскиот напредок. Со имплементација на договорот од Преспа и државничката улога на мнозинството пратеници за уставните измени, отворени се перспективите, во финална фаза се процесите до членството во Европската Унија и НАТО. Македонија станува 30-та членка на НАТО алијансата. По започнувањето на скрининг процесот во оваа 2019 година се очекува и почеток на преговорите за членство во Европската Унија. Годините на изолација, неизвестност и уназадување се зад нас. Македонија денес засилено граби кон интеграција во двата најмоќни светски сојузи – НАТО и Европската Унија. 2019 година, освен година на интеграција, ќе биде и година на економски раст и повеќе пари кај граѓаните. За оваа година предвидено е уште едно зголемување на минималната плата, што значи повеќе пари кај работниците, повеќе пари кај семејствата. Платите растат во сите сектори. Вработените во здравството, образованието, детската и социјална заштита, одбраната, судството, полицијата добиваат поголеми плати за 5%. Со зголемената помош кон претпријатијата, платите ќе растат и во приватниот сектор. Оваа година следува имплементација на уште една мерка. Граѓаните да добиваат поврат на ДДВ-то од 15% за купените производи или платените услуги. Тоа ќе обезбеди дополнителен годишен приход во секое семејство. Со реформираниот систем на социјална заштита, лицата приматели на социјална помош ќе добиваат и до 300% зголемена социјална помош. Истовремено се намалуваат трошоците на граѓаните за нотарски, адвокатски и извршителски трошоци. Како одговорна и државотворна партија, продолжуваме со спроведување на мерките што обезбедуваат напредок, интеграција, економски раст и повисок животен стандард за сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам.